како што беше ветувањето и како што беше заложбата, да добијат прв пат директна финансиска поддршка за инвестиции домашните компании. И тоа се донесе, како што ви е познато, Законот за финансиска поддршка во рамките на мерките на планот за економски раст. Потоа се донесува подзаконските акти, во парламентот помина законот, потоа Министерство за економија ги донесе, па се формира две комисии од влада. Барањата, ако зборуваме за домашни, одат преку Агенција за странски инвестиции во комисија за евалуација и сите оние што ги зборувам сега за првиот и вториот столб, што ги исполнуваат условите, прво оние два основни услова, да имаат раст и да немаат во последните 3 години или во помал број на години доколку се ново формирани во последната година, во последните две, и да немаат намалување на број на вработени. Тоа е основен услов. Потоа да инвестирале. Ако инвестирале во опрема, нова, сега за сега тоа е решение, ако има други барања, нова опрема и машини, имаат поврат на опрема до 10%. Ако инвестирале во хала, реконструкција на хала, изградба на нова хала, што се докажува, ќе зборуваме тоа со документи, имаат потреба во можност 10%. Ако откупиле предпријатие во потешкоти, ликвидација и стечај, имаат право. Ако вработат, односно вработиле висококвалификувани работни стручен кадар, тие над 18.000 плата, зависно од тоа колку е таа плата, има право по работно место до 4.000 години. Најголем дел од овие мерки може да ги користат до 5 години. Но исто така, ако направиле истражувачки центар, може до 20%, со ограничување до 30.000 максимум. Тоа се разбира, се однесува на големи фирми, бидејќи малите фирми не може толку да имаат. Ај вака, пред да влеземе во студиото ми спомнавте една бројка на фирми, ќе одиме поред. Колку е бројот до сега? Значи домашните некаде околу 182-3 компании, од тие се веќе евалуирани што исполниле услови, околу 100 или 90 и нешто, со тоа што има еден број на компании кои што немаат комплетна да ја докомплементираат документацијата и потоа согласно тоа ќе оди на комисија на влада и вторник на влада ќе оди, потоа министрите од економски ресори сите сразмерно ќе ги потпишат договорите за овие што исполнуваат услови и се разбира потоа со правилникот за исплата ќе пристапат да поднесат дополнителни документи за да докажат дека тоа што го направиле, дали купиле машина, дали вложиле со ситуација, значи, или пак со фактура оригинална или заверена фотокопија, извод ако имаат од увоз нова машина, значи тоа е услов сега за сега, или нова опрема, да добијат од банка дека е набавена не постара од 2 години машина, а не употребувана, не амортизирана. Да, меѓутоа има некои и бараат заради финансиските можности или неможности, бараат и да може да се увезуваат половни машини. Значи, беше интенцијата се зголеми, да речеме, технолошки, ако зборуваме, да биде нова опрема, има барања, точно е, на одредени фирми да биде, се разбира, не може до бесконечност, некоја 20 или 30 да биде помала, но, напоменувам, сите барања на производители, посебно на овие малите, има дел од нив кои што вела дека ќе се разгледаат. Ова е прв пат, значи, за да има поддршка на домашни инвестиции. Овие инвестиции се заради стопанството, заради производни организации, не се заради владата, и сите барања ќе се разгледаат во рамките на можноста и се разбира во рамките на буџети средства. Јас сум убеден дека ова година сите што ќе ги исполнат, до крај на година ќе ги добијат тие средства. Кој ќе ги проверува апликациите? Значи, апликациите има комисија евалуација, првична е проверена, дали имаат економски раст, дали не се оние што се исклучени, дали имаат дали немаат намалување на број на вработени во последните 3 години или 2 ако се нова компанија. Потоа се разбира, таа е првична евалуација, ќе се потпишат со нив договори. Јас очекувам дека другата недела ќе поминат сите овие на влада и дека после тие договори ќе достават апликација, оние документи што дека не се во стечај, дека немаат долгови, дека не према државата од ДЈП, дека царина немаат долгови и
плюс изјавите Значи ќе бидат. едноставно речено мора сите законски обврски да ги има Значи, и исполнето ќе за да имат и аплицира. изјава под материјална морална кривична одговорност. Лесно, поред мене, ќе може да се проверува тоа. Фактура, реков, оригинал, извод од банка, значи дека ако набавиле некоја машина, да речеме од Германија или Да било дадеме која еден земја. пример вака. Да. Ако може пластично Може, што би се баш рекло да, пластично, да. објасниме за сите Да. оние кои што се заинтересирани да аплицираат. Да. Значи, одредена фирма со одредена дејност. Добро. За да аплицира за државна помош, нели за земјишници. Први и втор столб, Така, да. за првиот столб. Да. Треба прво да ја набави машината, да ја купи, Да, да има па договор. потоа да достави Да. до вас Да, сите да, потребни да. од Значи, царина платено, сметко потврда, односно сметка Не, каде не, е прво купено. до царина, нормално дека е платило царина ако зависно од која земја, но исто така Да од царина. кажеме, од Германија носи Од машина. Германија треба да достави фактура, треба да достави увозна царинска декларација, треба да достави извод од банка дека ја платило, дека е таа цена и дека е нова машина сега за сега. И тогаш, значи, не се даваат овие мерки однапред, него Парите се исплаќаат година дена покасно. покасно. По завршна сметка тој ја аплицира. Годинава законот беше малце покасно донесен, ради проблеми во собрание. Во секој случај тие аплицира, до година ќе може исто така да аплицираат и се покажа ни интерес, 180 и нешто фирми покажа интерес. Јас верувам дека ќе бидат охрабрени до година уште повеќе да инвестираат, зашто законот беше во Што ќе најава. придонесе за нас како држава, за нашата економија еден ваков закон? Па, значи, прво, поддршка на домашните. За прв пат. Некои велат малку, но до сега немало ништо. Некои викат дали може 20 или 30 од опрема или повеќе. Немало значи ништо. Се разбира во рамките на буџетските можности, ќе се разгледуваат и некои барања. Овој закон прв пат е донесен. Не е ни Библија, ни Куран да не го смениме на барање на економските Може да се субјекти. надополнува, Па надоградува. можеме, сега ќе ги видиме искуствата, какви се целта е тие средства да се потрошат, не да Тоа значи стојат. дека и следната година треба да очекуваме да И следната, и дури, да, следната година, мислам дека интересот ќе биде поголем од овие 180 години, а веќе кога ќе видат дека добиваат, мислам дека и уште повеќе правиот ефект на законот ќе биде наредната година кога ќе инвестираат. Сите оние што Ова ќе важи инвестираат за мали, средни, за големи, сите, значи сите. нема ограничување. Нема ограничување, има се разбира за големи да биде максимум до за некои инвестиции до 500.000 до милион, но грото е ова фактички интересно пред се за малите и средни предпријатија, бидејќи ти имаат потешкоти да обезбедат средства. Што е целта? Целта е прво да се направи технолошки развој. Второ е да имаме домашно производство. Ние мораме како мала земја да имаме извоз, пораст на конкурентноста или домашно производство се разбира или субституција на увоз. Ние многу работи увезуваме. Значи е една мерка која што прв пат ја воведена. Значи немаше до сега. Ќе се видат ефектите, јас верувам дека до година ќе има уште поголем интерес да оваа година што инвестирале, а дека ќе се охрабрат во 2019 и тогаш веќе сигурно ќе мора да се размислува и за поголеми буџетски средства, затоа што е планот 5 години да се поддржаваат тие мерки. Министре, Тие мерки постојат во некои земји. Јас морам да прашам, бидејќи Значи странските инвестиции се устануваат, тие добиваат. она од претходно што е Од законски. претходно и по новите мерки можат и по старите, но сите договори што се подпишани од претходната влада, согласно законите на меѓународно комерцијално право, ова влада ќе ги почитува, без оглед какви се. Сега и странските може да аплицираат под овие услови, нови кои се разбирани, надоградени, но исто така и домашните за голем дел. И целта е, значи, да се зголеми, да имаме како мала земја собствено производство, конкурентност, но и извоз. Ние мала земја. И раст на домашните пред се Раз компании. и пораст на плати, бидејќи овој закон не е закон сосема различно од минималната плата, значи минимум 50% од минималната плата, во моментот е тоа 18.000 денари, односно повеќе од 18 добива зависно скала, може да ги израчуна, така да денови веќе бидат и конкретни и верувам наскоро подпишани договори, потоа ќе се продолжи процедура да се исплатат, парите се обезбедени до буџет, до крај на година најдосна да им бидат исплатени. Значи нема однапред, туку Да, веќе сме тука со времето, колегите Да. од режија ми јавуваат, меѓутоа морам да украдам Да. уште од малку време, бидејќи не случајно на самиот почеток негде на нашиот разговор ве прашав кој сето тоа ќе го контролира. Во изминативе неколку денови социјалните мрежи, јавноста, ако можам така да се изразам, бруи, значи со доделувањето на државни третиот средства столб. на третиот столб од фондот за иновации. Како
ќе спречиме и во овој случај, ама и во тој, да не дојдеме во ситуација потоа да критикуваме. Да одат пари некаде каде што, да кажеме, лица имаат кособственост или мнозински удел, да кажеме, акции. Јас гледам дека тие Како да се спречи тоа, да не дојдеме во поголем дел се ситуација? откажале, иначе законската регулатива не прави разлика дали е или не, веројатно во иднина и тоа ќе се коригира, но јас немам што да кажам за тој трети столб за фонд за иновации, бидејќи не вклучено, да ја да ги поддржам оние што рекоа дека или се откажуваат, или пак дека го повикуваат јавното обвинителство да го направи. Овде сега, ако зборуваме, овде се гледа ли сопственичката структура тука? Се гледа сигурно, ќе се гледа, но сега да ви кажам, значи, теоретски се е можно, но фактички не е можна злоупотреба. Нема што да одлучува комисија или било кој. Ако инвестирал во опрема 10.000 евра во машини, 10% му се, пример, 1.000 евра или 100.000, 10.000 евра. Ако инвестирал во надградба на хала, докаже со документи толку. Нема кој да го одбие или не. Или има, се разбира, оние првите 2-3 услова што се ставени. Значи, по мене овде е многу тешко да има некоја злоупотреба, а на крај, покрај сите документи, дека не мора да докаже дека реална е цената на опремата, пример, или пак дека има лабораторија, или дека зголемил конкурентноста, или дека имал сертификати на извоз, тука не може оригинал или заверена. Ако извезува, он мора да има сертификат. Ние не можеме нормално согласно да поддржуваме извоз директно, но може сертификација и други проблеми кои што ги имал, односно работи трошоци за подобрување на конкурентност да се добијат. Или има или нема. Нема средно. Има документ проверено и на крај поднесува и изјава под материјална, морална и кривична одговорност. Значи не може, ако инвестирал по овој закон 10.000 евра, мал погон или 100.000 евра, тој ќе добие 10.000 евра. Нема што некоја комисија да каже ќе добиеш 9,5 или 8,5. Значи фиксно е, све фиксно утврдено е, со закон. со ова, со закон. Имал лабораторија, да речем, има и фирми, но јас очекувам дека овие 180, кои што добар дел ќе видиме колку исполна, дека до година ќе биде многу поголем интерес. Ова е почетно, беше прв пат и они беа колку што можеше се испромовираше. Има помали компании кои што не учествуваат во комари, кои се оптеретени со секојдневни проблеми, кои што покасно разбрале, некои за среќа успеале, некои јас очекувам до година да биде многу поголем интерес. Министре, ви благодарам. Се надевам кога ќе заврши пријавувањето и аплицирањето, комисијата кога ќе одлучи, ќе ги знаеме сите фирми кои ќе се одлучи на влада, сите фирми ќе се знаат, ќе се подпишат договори и потоа ќе аплицираат дополнителна втора проверка. Има и се разбира, ако некоја смета дека не е исполнено, дека не е оправдано од оваа комисија, таа ќе се жали до владата и до владините органи и ќе биде, значи ќе бидат објавени. Мислам дека можеби утре ќе бидат објавени или денес денес може и се објавени веќе, бидејќи комисијата утре на веб-сајт на владата и тогаш кога ќе помине има некој дополнително кој им фали документација, бидејќи и на компаниите треба да ги разбереме прв пат е малите компании. Тие викат ние сме оптеретени со плата, со ремонти, со извоз, 15-20, не можеме се да направиме како некоја голема компанија, но условите се исти и еве ќе разговараме и за тоа кои се фирми ќе бидат утврдени, кои министри со која компанија ќе се потпише договорот и мислам дека ќе биде многу транспарентно. Ви благодарам на вашето гостување, тука сме и ние секако да ги провериме тие работи. Обавезно, да. Почитувани гледачи, тоа беше министерот без ресор Зоран Шапулич, а вие останете натаму со нас, следуваат вестите на македонски јазик.